Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За помалку од 1,5 час започнува изборниот молк пред гласањето в недела. Каков исход може да се очекува, колку ова се обични локални избори, колку големите партии сака да ги представат за необични, бидејќи влогот за нив е огромен. Дали е така и за државата? Предизборната анализа за можниот резултат и последиците од него вечерва ќе ја направиме со првиот човек на Институтот за демократија Марко Трошановски и со универзитетскиот професор и аналитичар Сефер Тахири. Пред овој сегмент ќе видите интервју со председателот на Советот на јавни обвинители Коле Штериев, кој е начело на ова тело од неодамна по оставката што ја поднесе Петар Аневски. Со Штериев ќе разговараме за неколку актуелни прашања поврзани со работата на јавното обвинителство. Од претресот на СЕО кај Владимир Панчевски, вчерашната посета на Караџовски и Вангеловски на судот во Гевгелија која издал наредбата за претрес, изборот на нов јавен обвинител на Република Македонија, БЗЗ-то за Сеат Кочан и праксата за притворот што ја промовира Врховниот суд, по која двајца обвинети од СЕО избегаа, за случајот Монструм, за реформата во правосудниот сектор. Кон крај и новата саботажа. Бидете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Во првиот дел од 360 степени вечерва наши ваш гостин е Коле Штериев, председател на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. На таа позиција сте од 31 август, кога ве избраа по оставката на Петар Аневски, значи непол месец и половина. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Пред да отвориме делот прашањата што најдиректно ја тангираат позицијата на која што сте и работата на Советот на обвинители, сакам да ве прашам за ова што е актуелно од деновиве. Пред се вчерашната посета на председателот на Судскиот совет Караџовски и на првиот човек на Врховниот суд Вангеловски на Гевгелискиот суд, која издал наредбата за претрес на Владимир Панчевски, поранешниот председател на Кривичниот суд, сега судија во тој суд. Каков е вашиот став? Како ја доживеавте вчерашната посета? За вчерашната посета слушнав од медиумите и слушнав дека тоа е иницирана со представка од Владимир Панчевски до Судскиот совет и предпоставува, така беше и делот на изјавата на председателот на Врховниот суд, дека посетата нивна заедно со председателот на Судскиот совет била само за постапувањето по таа представка. Некои ја коментираат ажурноста, брзината со која што Караџовски и Вангеловски се одлучиле да отидат во Гевгелискиот суд. Некои ја коментират, јас не сум ги прочитал коментарите. Видливо е дека има една забрзана динамика, но тоа е, дозволете да биде работа на распоредот на Судскиот совет. Кој е вашиот став? Дали Гевгелискиот суд можел да издаде наредба за претрес кај Владимир Панчевски? Очигледно е прескок над Кривичниот суд, за тоа веројатно има своји аргументи СЕО, но дали Гевгелискиот суд можел да ја издаде таа наредба? Јас во одговорот на ова ваше прашање просто не сакам да бидам експлицитен, од причина што веројатно се во тек действија кои ќе следат во таа предкривична постапка, како ја нарекува од страна на специјалното обвинителство. Но не сакам ни сосема да го одмолцам или да го прескокнеме вашето прашање. За мене, така на прва топка е, ајде да речам, дискутабилно за ова. Зошто? Затоа што до сега таква пракса немало. Има една одредба во Законот за кривична постапка, која што вели дека ненадлежниот суд, во случајот да предпоставиме Гевгелискиот, е должен да ги преземе оние действија во постапката за кои постои опасност од одлагање. Малку е нејасно напишана одредбата, но дали оваа одредба може да биде основа за наредбата на Гевгелискиот суд на барање на СЕО? Таква одредба имаше и во стариот ЗКП. Новиот ЗКП малце и номотехнички и други пропусти, така недоволно недоречености има. Дали може оваа одредба да го покрие тоа, не сум сигурен, но ќе разберете дека тоа обвинителство постапува во едни околности кога, иако земеме состојба во која веројатно процениле дека има потреба од итност, зашто претресот е потребно да се врши тогаш ако знаете дека е во тек дело или ако ќе најдете некакви докази,
ќе останам на оценката дека е дискутабилно и дури ќе проширам таа дискутабилност, зашто баш Гевгелискиот. Но повеќе немам што да изјавам во овој момент. Добро, кога сме на тема СЈО, имаше многу исклучења на релација Совет на јавни обвинители, институција на чие чело сте сега, во време кога Аневски беше председател, со специјалното обвинителство. Дали се уште има отворени прашања на релација СЈО Совет? На слично вакво прашање за некој од медиумите изјав, но не го дадам во целост. Тоа не беа искричења во тоа време, тоа беа конкретни обструкции. И такви отворени прашања, како вие ги насловувате, им се даде ниво на отворени прашања. Релацијата со Совет обвинителство не дозволува отворени прашања. Таква е поставеноста да тоа обвинителство за во стручниот дел одговара пред Советот на јавни обвинители. Така да, такви релации се просто невозможни, но пак се создадоа. И исто така изјави дека за таквата релација не можете вината да ја барате кај Советот само. Имаше некои триења, некои несоодветни постапувања од двете страни, рецимо, само ќе ве подсетам, во делот на кој ќе ги побараше предметите специјалното обвинителство, конкретно еве од организиран криминал, се изнајдоа некои толкувања кои се уште не можам да ги прифатам и да ги разберам, а тогашниот председател на Советот, пошто се уште не бев ниту член, нашол за потребно, или нашле целиот Совет, да се впуштат во нешто што се чисто процесна институција, тоа е надлежност. Во законот е многу прецизно решено. Ако специјалната обвинителка ви побара предмет, треба да го дадете. Вие ништо не ви останува друго освен да го дадете и да го дадете во рок од 8 дена како таму стои, а она во наредните 8 да види или не е надлежна, или да постапува или да го врати. Затоа беа тие состојби кои вие ги нарековте недоразбирање, тие беа повеќе недоразбирања и не мислам дека беа случајни во тој. Сега има уште нешто отворено на таа Сега сосема отворено, кога ги наскоро не беше катица на усвојување извештај. И јас дури ја прашав катица да не има нешто, пошто некои предмети бара, враќа, зема. Да. Има нешто кај вас уште што стои. Дозволете да се докажам. Ја прашав да не има нешто што сте побарале како предмет, а да е евентуално по некаква случајност кај нас. И се сложивме двајца дека нема такво нешто, дека све што се побарала во меѓувреме добила пред јас да станам председател на Советот. Така заврши. Да, едно од прашањата што виси отворено е судбината и днината на СЈО. Што ќе се случи со таа институција? Што мислите вие? Во нацрт стратегијата за реформа во правосудниот сектор се дава една насока за тоа дека СЈО треба да стане дел од редовното обвинителство, па дули во известна смисла и да добие некакви проширени надлежности. Ја читав стратегијата и во тој дел и не само во тој дел, со посебно внимание делот за Советот за обвинителство за судскиот совет. Тоа просто и не може поинаку, јас мислам. Затоа што да не заборавиме, јавните обвинители во тоа обвинителство беа јавни, во најголем дел јавни обвинители, не во најголем, него сите во основните обвинителства, вклучително и Катица Јанева, која беше јавен обвинител во Гевгелија. И јас колку знам, кога тие колеги се распоредувани во страна на Совет, бирани тоа, пошто немаше оглас за тоа. Кој ќе ги побараше Катица, идеја и ги бира. Има у почетокот некои трвења, дали 10, дали 12. Но тие, јас мислам дека имат решение за мирување на функцијата од таму од кај што се дојдени. Да, дури и да престане да постои институцијата. И во најмала рака, тоа не е наша обврска, тоа е просто така. Луѓето треба да ги вратиме таму од кај што дошле. Но има една одредба таму на крај некаде на закон, дека треба да им се најдат некакви соодветни, не знам што по тоа се подразбира, нивоа кои веројатно треба да подразбере дека тоа ниво во тоа обвинителство во моментот кога е нешто над другите обвинителства, тоа ќе видиме како ќе се решава, но нема друга ситуација и друга можност освен тие луѓе во најмала рака да дојдат да се втопат во телото на обвинителството. Но чекайте сега, едно е персонално да ги инкорпорирате, друго е како оддел од обвинителството. Тоа е веќе организационо прашање. Дали и тоа мора во тој нивни закон да се реши, каде што да не заборавите, тој закон беше со согласност на 4 тогаш партии, најголеми партии во парламентот. Во меѓувреме во некој од одредбите стои дека измена може да се прави со двотретинско мнозинство на пратениците од собранието. И тоа ќе мора да се направи
на ниво на законско решение, ако збориме организационно за тоа обвинителство, да го просто втопиме во составот на хиерархијата обвинителска на пирамидата наша. И при тоа мислам дека тогаш ќе треба да се размисли дали едновремено, дали паралелно, дали сукцесивно, како ќе дојдат работите, да видиме што и со во стратегијата е лошо напишано, одделението за организираното не е одделението, е веќе неколку години обвинителство така. Дали и тоа обвинителство во некој организационна смисла не треба да претрпи измена со оглед да се сложам со тоа дел од оценката во некои сензитивно политички предмети како да не покажаат доволно сенс и ажурност и смисла за Па мислите евентуално да се фузираат овие две евентуално или дали паралелно, дали во зависност од времето, дали втопување на дел од овие дотативат ваму. Тоа треба да се види во моментот кој ќе се отвори тоа прашање. Во овој момент тоа е се уште далеко од актуелно, затоа што тоа обвинителство е, колку јас знам, мандатот на обвинителката е 4 години, а обвинителство као да се дадени 5 со можност на еднаш да се продолжи за уште една година. Таму стои еднаш годишно, не е добро напишано и тоа, но има можност за тоа прашање ќе биде актуелно веројатно по година-две од сега. А кажете ми што мислите? Гледаме дека СЕО е активно и надвор од предметите за кои што покрена обвиненија. Води се уште предистражни постапки, нова истрага нема. Во законот пишуваше до кога можат да се носат јавно обвинителски одлуки, во смисла на покренување обвиненија и отворање истраги. Може СЕО според вас се уште да покренува истраги и обвиненија? Тоа не според мене. Според мене, јас што мислам малце и недоволно релевантно, мислам дека треба да бидеме легалисти и да гледаме во таа настаната ситуација да овозможиме тие девијантни појави кои ги имаше во општеството, во државата, конкретно со тоа е нормна голема бројка на слушање, да имат соодветно решение и судска разрешница. Зашто го кажувам ова? Ако им се дадени 18 месеци, како таму стои, да спроведуваат истраги и да покренат обвинение, ако еден дел од тие предмети беа многу несложени по суштина, него габаритни по обем, тогаш ќе дозволите дека тие луѓе не можеле во тој краток рок све да постигнат. Сега е прашање на политичка волја и прашање на носење на една одговорна одлука за тоа, дали ние, како што веќе реков во една од телевизиите, како смееме да си дозволиме како општество, како држава, како обвинителство никако, да ставиме главата у песок и тие работи да останат така. Мислам дека тоа оваа држава има капацитет да не го дозволи и политичките партии кои се најповикани во тој дел во измената и собранието во измената на законот за тоа обвинителство да најдат решение кое ќе биде оптимално и кое ќе овозможи соодветни и непречени услови, независно дали тоа ќе го решава ова обвинителство. Или обвинителството кое основна работа му е да ги гони сторителите на кривични дела, тоа не може да остане недоразгледано. Како јас мислам дека тие луѓе сега имат една страшна дилема. Од една страна тие дела не се застарени. И замислите оние ако не постапат, дали не би навлекли во злоупотреби. Сега, таму кај уште и започнати истрагите што правиме. Значи, тоа прашање не е така едноставно и не може да се разговара така колоквијално, ние сега ќе видиме што ќе правиме. Нема ќе видиме. Тоа треба да се надмине со политичка волја, при што нема да се водиме од интересите на што со ово и што со оно, него од интересите на општеството и интересите на јавноста, правдата, конечно, чувството на правичност и правда како сатисфакција на граѓаните е нешто што мора во крајна линија да биде задоволено. Добро, ќе направиме пауза, па се враќаме со другите теми за кои што рековме дека ќе разговараме. Останете на осад. Во студиото на 360 степени вечерва е Коле Штериев, председател на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Господине Штериев, веќе ја спомнавме нацрт стратегијата за реформа на правосудниот сектор, таа ве допира и вас и како обвинителство и како совет. Тоа што на прва ми паѓа во очи е нагласувањето на непостоењето на докрај функционален систем за електронска распределба на предмети во јавното обвинителство. Зошто такво нешто не постои? Тоа повише ќе го одговорам како некој кој долги години обвинител, отколку како председател на Советот на јавни обвинители. Јас само една година сум во Советот, пред тоа бев во целата моја кариера, сум работел во обвинителството. Тука дојдов како виш обвинител во Советот. Јас колку знам, не да не функционира до крај, него не е заживеано во
Може да се правени некои напори. Знам се зборуваше дека треба предметите некако 2 пати да се заведат во писарница, па да се дадат, па секој обвинител да си ги заведе во својот компјутер, и па кој ќе се предметот врати во писарница да се заведе дека кога е вратен видеот на одлука. Тоа тогаш беше работено со цел за да внатре може повисокиот обвинител, јавниот обвинител да во секој момент, во реално време, да има увид за секој конкретен предмет за кој во тој момент ќе се укаже потреба да има. Тоа веројатно беше и добра намера, ќе се постигнеше една алатка со која ќе можеше по-добро да се следат предметите, но тоа не заживеа. Не заживеа, требаше да се скенират списите, не знам дали знаете како тоа оди. Кој ќе дојдат во висшите обвинителства предметите по жалба, доаѓа целиот судски предмет. Но идејата е да се објективизира целиот процес, особено на распределба на предметите, нели, бидејќи се смета дека вака кога е чисто човечки фактор во прашање, многу субјективни одлуки може да се носат. Така? Ако мислите субјективни во делот, моја субјективна оценка е дали предметот ќе го дадам на овој колега или на овој. На тоа мислам. Тоа не секогаш е и лошо, во смисла што некои предмети, некои колеги од поготово по основните нивоа, можда е рано да се фати во коштаc со таков предмет. Тоа не мора да има само негативна конотација. Но генерално се согласувам со вас. Тој процес на распределба на предметите мора да се објективизира до степен да затоа ако да се вратам на нас, дека остане тоа така, секој има право да мисли дека е нарачка ќе му се постави обвинител кој некој ќе одреди да му се постави. Добро е кога би можело тоа да се постигне и не верувам дека е тоа невозможно, треба да се направат напори да тоа се реши на начин и во време кое ќе ја олесни работата и на обвинителите. Иако гледаме сега дека иако постапа таков систем во судството, не значи дека и таму состојбите биле идеални, напротив, очигледно дека имало злоупотреби. Втора работа која што ми паѓа во очи во овој текст на нацрт стратегијата за реформи во правосудниот сектор е оценката за вас како совет за тоа дека сте пасивен и невлијателен чинител во креирањето и развојот на сите релевантни политики за дејноста на јавното обвинителство и дека вашата улога е сосема незабележителна и кај обезбедувањето на принципот на функционална независност на обвинителите од нивните предпоставени во хиерархијата. Значи, ако кај судскиот совет оценката е дека стана монструм во делот на судството, за вас е дека сте толку бенеген субјект што сте небитни. Ние мислам на советот со овој пат. Оваја оценка целосно ја заслуживме. И во тој дел се согласувам дека советот, иако законската поставеност е сосема поинаква. Тоа е самостоен орган кој се грижи и обезбедува услови за работа на обвинителите и при тоа услови за работа и влијание и отсутство на влијание и од шефовите. Тоа преку кадровата политика, преку начинот на избор, преку општата пасивност, ако сакате, од советот, јас колку знам некаде од 7-8 година е професионален, таа оценка е целосно заслужена, вклучително и годината во која јас сум таму, но таа оценка е големата слика. Не треба да се занемари и тоа дека внатре во советот, од кога постои советот, имало поединци кои поинаку мислеле. И тоа е видлива работа. Но оценката е целосно издржана. Меѓутоа, готово сум сигурен, имајќи ги предвид залагањата во стратегијата, имајќи ги во предвид нашите внатрешни состојби и потребата од мобилизација на нашите потенцијали, мислам дека сликата за значењето на советот и за значењето на одлуките на советот само полека ќе се менува, но да не личи ова сега на фалење, да оставиме времето да покаже дали сум бил во право ако сум рекол дека советот таа слика за себе, пошто веќе сум сигурен дека почнува сликата да се менува. Докаде ќе стасеме, колку таа слика ќе ја пролепшаме, ќе ја убедиме јавноста дека не е се баш така, во многу ќе зависи и од оваа, не од стратегијата, од реформите кои по стратегијата ќе се направат. Во еден дел од стратегијата, и тоа си го дозволувам да кажам, дека е така лежерно пишувана во квалификации, и стилот е малце лесен, и некаде категорички оценки за работи за кои дозволувам да кажам дека не се доволно анализирани, не се доволно упатени пишувачите. Пред вас е сега уште една задача, тоа е вие сте алка во изборот на новиот јавен обвинител на Република Македонија.
позиција која што се смета за поприлично важна во целиот правосуден сектор. До каде е постапката? Имате увид? Увид немаме, непосреден, директен, но од медиумите исто тоа. Знаеме дека заврши конкурсот. Апликанти има 23. Дефинитивна бројка е таа, 23? Не може да видам категорично, може по пошта нешто стасло, но така од медиуми ви кажам дека слушнав и таа постапка во овој момент не е дојдена до нас, затоа што се аплицира во собрание, па веројатно владата, барајќи кој ќе побара од нас мислење, ќе ни ги достави и тогаш ние пошто. Уште ги немате примено. Ги немаме примено и тука сакам да кажам, рековте алка, јас ќе додадам битна алка. Вие треба да дадете мислење, позитивно или негативно, за кандидатите. За сите стои кандидати и сега тука имам некој делим за сите, па дали за секој поединечно, тоа е наша работа, но е многу битно да се нагласи дека не може да пројде кандидат за кој е дадено негативно мислење. Затоа го додав епитетот битна на тоа ваше алка. И дури со колегите кои правиме муебет, ние сме додуше малце крупно сито сега при селекцијата, но бројката од 23 ќе наметне веројатно потреба да се стесни ситото малце. Да, вие за каков профил на кандидат сте? Човек од внатре или човек од надвор? Јас во една прилика или во две тоа веќе сум го кажал дека јас кажувам мој став, не став на сојот, таму имам еден глас. Јас преферирам тоа да биде човек од внатре не случајно. Тоа да биде човек со конкретно обвинителско искуство. Човек кој бил во ситуација да одлучува по конкретни предмети, човек кој зад себе има доволно професионален габарит, доволно јак бекграунд за тоа што го работел до сега, но да се послужам со едни зборови на Черчил, некаде сум ги прочитал скоро, па на тоа се сетив, кој бил прашан во делумно разузнати од Лондон, што сега, кој се обраќал на војниците да ги мотивира, рекол сите познати човечки доблести во моментов се небитни ако отсуствува храброст. Во овој момент, сето тоа, општи услови, минат труд, професионализам, тоа треба да се подразбира. Најнужно е да има човек со интегритет, кој е нужно да одолева на притисоците кои секако дека ќе ги има. Кога зборам за притисоци, мислам и на притисоци кои ќе доаѓаат од носителите на власта, но и од притисоци на оние кои некогаш били носители на власта, а се засегнати. Значи, овој пат мислам дека доминантен критериум, се разбере дека ќе почитуваме и останатите критериуми, мора да биде интегритетот на личноста која ќе се нафати да извршува функцијата јавен. Го немаме ли тоа? Не сме го добили вистинскиот човек. Полека треба да привршуваме, сакам два кратки одговора, иако се многу сериозни прашањата. Едното е, имате ли став за предлогот на ВД обвинителката на Република Македонија, Лилијана Спасовска, да во Врховниот суд да се укинат пресудите во случајот Монструм? Овде пак ќе ставаме една кратка ограда. Јас една од телевизиите кои многу добро ги гледам, кои се гледани, ме поканија да учествувам на таа тема и одбив не со изговор, него со одговор, дека од причина што јас готово ништо не знам за содржината на списите во предметот, не е добро како председател на сојот таму да настапам како општа јавност, туку веројатно од мене се бара да настапам како стручна јавност. Од тие причини таму одбив да учествувам, не одбив, него не прифатив да учествувам. Затоа вас ќе ви кажам дека знам толку колку што е од медиумите и не би било коректно понатаму да се впуштам во тоа. Какво било мислењето на колешката Спасовска, особено со оглед на тоа што Врховен се уште се нема произнесено. И сакам да ве прашам исто така за БЗЗ-то за Сеат Кочам, поднесено од поранешниот јавен обвинител на Република Македонија, не, од Републичкото јавно обвинителство. На Зврлевски конкретно беше подпишано од еден од обвинителите во Републичкото обвинителство. Но повеќе ме интересира што мислите за праксата што Врховен на некој начин се обиде да ја промовира и да ја наметне, бидејќи таа потоа беше следена и во некои други предмети, се однесува на притворите, а поедноставено за публиката тоа значи дека жалбата значи дека го одлага извршувањето и одењето во притвор. Ова ваше прашање всушност има две прашања. Да, едното е за БЗЗ-то, другото е за притвор. Да, ќе дозволите една кратка експликација од минута. БЗЗ-то, како ворен правен лек, е регулирано со Законот за кривична постапка и таму е кажано дека јавниот обвинител на Република Македонија против правосилни судски одлуки поднесува БЗЗ кога е повреден уставот, законот или договори меѓународни ратификувани од собранието. Беше чудно што Зврлевски реши баш за тој предмет да го поднесе БЗЗ-то? Дозволете и тоа ќе го опфатам. И тука во тој дел, јас не мислам дека заради адхок законски решенија треба да се гиба во правото на јавниот обвинител како гарант на законитоста во Република Македонија да му се оспорува правото да поднесува БЗЗ. Меѓутоа,
Ако тоа го ставиме во реално време, во реален контекст кај нас при состојба кога имаме закон за специјално јавно обвинителство, каде што експлицитно е наведено дека специјалниот обвинител има право да постапува пред основните апелационите и Врховниот суд, и каде еден од наредните членови кажува дека јавниот обвинител не може да влие, јавниот обвинител на Република Македонија, не може да влие на работата на специјалниот јавен обвинител, ако ги почитуваме тие актуелни состојби, тогаш одговорот ќе се наметне сам. Јас и тука не сакам да бидам експлицитен, но сакам да ги изложам фактите и како легалист да ја кажам која е правната состојба кај нас на тој план легалистички. Од тука мислам дека, поготоа со оглед на тоа да се поднесе безизе на прифатен предлог на обвинителството за определување притвора, не на одбиен, е потполно невообичаено нагласувам. А од друга страна, јас колку знам, и безизе на катица као да е гледано пред Врховен суд. Така да еднодвојство и како пракса е во сукоп со одредбата од ЗКП. Меѓутоа, реалноста наша е сукоп со многу логични нешта, па ние мораме да се поставиме соодветно во таквата ситуација. Другиот дел од прашањето, во делот на жалбата, дали го одлага действието на решението за притвор, ќе ви кажам сосема експлицитно. Прво, не мислам дека судовите тоа не го знаат тама работа. Тука е дојдена до една недозволена компилација на одредби. Главата, делот од ЗКП, кај што се обработува притворот, како мерка за обезбедување приство, некаде кај 160 или неколку члена тоа го работат, стојат и рокови, во рок од неколку, таму со саати се роковите за жалба и кажува кој постапува на жалба на решение на судија претходна постапка КС, на жалба на КС ако повисокиот КС, и тука е се со саати 24-48. Тоа значи и таму експлицитно стои, и тоа има терминолошка непрецизност. На две места стои дека не го задржува извршувањето, на третото место не го одлага. Тоа е јазично, али се однесува на исто. Тука е искористена главата од ЗКП која се однесува на жалби на судски одлуки, каде што веднаш после главата на жалба на пресуда има жалба на решение. Но таму веднаш паѓа во очи дека рокот за жалба е 3 дена, одлучува повисокиот суд, и тука, како што е жалбата на пресудата, тука има суспензивно действие жалбата. Но тоа не е на решение и на одлуки. Тоа е тип на решение сосема друг. Како општ принцип за деволутивност, да го гледа повисокиот суд, предметот, како суспензивност да се одложи. Но сега како да имаме нова пракса во тој дел, еве, двајца успеа да избегаат, бидејќи се уште не можеме да речеме дека е пракса. Јас се надевам дека тоа ќе остане исклучок, ќе остане како лош исклучок и како еден мал дел на асистирање на судовите на тие што не треба да им се стират во реализација на нивните понатамошни намери за избегнување на правдата, но тоа мислам дека и судиите, пошто добро ги знам судиите, апелација водена од тоа дека веќе еднаш одлучил така Врховен, па по некаква инерција таа правна полка ја ставили, инаку немам дилема дека на решенијата за притвор жалбата го одлага извршувањето. Замислите хипотетично, фрлите бомба у кино и го фатите господинот и му викате вие сега у притвор, не, одите малце дома, ние да одлучиме. Тоа се едни работи, притворот е сериозна мерка и тука не може да има такви, не може да има дискусија за тоа уствари. Имаме и други прашања, ама тука вечера ќе завршим, а се надам ќе се видиме во друга прилика и ќе продолжиме со разговорот. За дел од прашањата што вечера само ги начнавме, а и за дел од темите кои што допрва ќе треба да видиме како ќе се развиваат. Јас начално ви стојам на располагање во зависност од врските. Некаде кажав на една од телевизиите дека таков тип естрада сега ние кои сме од друга фела не треба да се појавуваме толку често по телевизиите, затоа што на телевизија треба да настапат тие кои по своите секојдневни активности се значајни од различните аспекти за јавноста. Но тогаш кога ќе оценам дека е битно, тогаш кога вие ќе оцените, а можеме да се договориме, начално сум за. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата и можноста да го споделам со јавноста ова што го кажав. Ве поканувам да останете, веднаш продолжуваме со втората тема за вечерва, тоа е предизборната анализа. Предизборните предвидувања се секогаш интересна тема. Ги поканивме Марко Трошановски, прв човек на Институтот за демократија, инаку комуниколог, и исто така комуникологот Сефер Тахири, универзитетски професор.
вечера во 360 степени, за меѓу другото и да ја направиме таа предизборна анализа со предвидување на можниот исход, но прво, Трошановски, моето прашање до вас е дали според она што имавте шанса да го видите во изминатите 20 дена, а и предходно, може да се зборува за рамка во која што биле обезбедени услови за фер избори, бидејќи ова прашање беше едно од централните пред последните парламентарни избори. Да, споредбено и анкетите правени ноември и правена анкетата август, ноември минатата година и оваа правена август 2017 година велат дека значително е подобрена перцепцијата на јавноста за постоење предуслови за фер и демократски избори. Околу 64 чинам беше во ноември, сега е околу 77% од граѓаните сметаат дека постојат услови за фер и демократски избори. Тоа е незанемарливо зголемување. Така да од аспект на јавноста гледам дека има одреден оптимизам кон тие предуслови. Мој личен впечаток е дека сепак дел од граѓанското општество кај нас потврди да ги нотира сериозните прекршувања на овие стандарди за фер и слободни избори кои што се случи изминатиот период. Говорам првенствено дека се случи убиство на носител на листа, се случија физички насилства, инциденти, палење на штабови, кршење на кутии и слично, кои што не добија така голем одек и одлаз кај, да речеме, заедницата и експертите, медиумската и невладината која што го мониторира овој дел и од тука... Според вас тоа фарла сенка на оценката дали имало услови за фер избори? Па се разбира, имаме убиство на носител на листа, не е тоа мала работа. Дополнително, околу реформите кои што се зачна со пржинските процеси, во голем дел не се целосно реализирани. Избирачкиот список е далеко од прочистен, оние 30.000 гласачи кои што се вратија во него остануваат подеднакво проблематични како што беа и во претходниот изборен циклус. Реформите во Државната изборна комисија се далеко завршени во смисла на кадровски капацитети и други правни финеси кои што требаше да бидат регулирани за да може ДИК да функционира и постапува по представки по ефективно, по ажурно, така да условите се генерално подобри од аспект на целокупната политичка клима, медиумското известување по релаксирано и слично, поизбалансирано, меѓутоа овие претходните предуслови, да, се разбира се пречка за фер и демократски избори. Тахири, вие повеќе од аспектот можеби на ова што Трошановски делумно го спомена, што правеа медиумите, како ја оценувате нивната улога сега, бидејќи и тие беа една од клучните алки која што се оценуваше и на која што имаше засилен мониторинг пред декемвриските избори и каква беше реториката во оваа предизборна кампања? Po më përgjithësi, mund të themi që kjo fushat e partive politike për zgjedhjet lokale dallon shumë nga zgjedhjet parlamentare. Së pari, ne kemi pasur një qasje të ndryshme të partive politike, përveç tubimeve të mëdha të cilat janë mbajtur në qytetet e mëdha, që është normale, kemi pasur një tendencë të partive që të afrohen me qytetarin. Kontakti dhe komunikimi i drejt për drejt ka qenë parsor, sepse është normale të dëgjohen kërkesat dhe nevojat jetike të qytetarëve. Gjithashtu, vlerësoj se kjo form e komunikimit me qytetarët ka qenë edhe për arsyeën tjetër, sepse disa parti politike, sidomos VMRO DPMN-ja, por edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, në fillim tentuan të imponojnë retorikën kushtimisht thënë të ideve të mëdha, të çështjeve politike, të zgjidhjes problemeve që kanë të bëjnë me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, për atë se kush ka qenë mbrojtës më i madh i maqedonizmit dhe në anën tjetër i shqiptarizmit e kështu me radhë. Dhe e gjithë kjo tregon se megjithatë partit politike e kuptojnë realitetin e ri
edhe komunikativ, por edhe realitetin e ri politik, sepse tani më dal nga dal po hiqet dorë nga tubimet e mëdha në sheshet të mëdha me përjashtim të atyre që thash të qyteteve kryesore, gjë që është normale. Se përket mediave, unë konsideroj se ka pasur një avansim cilësor në raportim, sepse e kam thënë dhe e përsëris. Media është reflektim i sistemit politik dhe i nivelit të demokracisë në një shoqëri. Fakti që ne nuk kemi në pushtet një parti politike e cila ishte VMRO-DPMN-ja dhe e cila me metoda gebelsiane, propagandistike tentonte ta zëvendësoj misionin e gazetarit, ne kemi tani një ambient i cili mund të them lirisht se është shumë më plural, shumë më demokratik dhe mediat, edhe ato që kanë qenë, do të kisha thënë, dore zgjatur apo dora e pushtetit, tani më dal nga dal po tentojnë të krijojnë hapësirë të barabartë për prezantimin e partive politike dhe kjo, pavarësisht që ne mund të kemi komente të ndryshme, është në funksion të demokratizimit të shoqërisë. Кој победува, кој губи, кој што ќе добие, кој што ќе загуби од овие избори по кратка пауза. Благодарам за сега. Бидете на нас. Го продолжуваме разговорот со гостите во студиото вечерва во пресред на гласањето в недела на локалните избори. Трошановски, каков епилог генерално очекувате? Иако знам дека е тешко да се генерализира очекувањето, бидејќи станува збор за гласање во 81 единица на локалната самоуправа, но може ли да се даде некаква генерална оценка пред гласањето на 15 и за тоа каков ќе биде исходот? Сметам дека и покрај овие инциденти кои што ги споменав во претходниот одговор, атмосферата не е толку силно поларизирана, електоратот не е така мобилизиран да биде толку агресивен, нити пак е прашање на живот или смрт политичка, како што беа тоа парламентарните избори. Мислам, на тој начин електоратот веќе и се случи Катар за една на претходните избори, така да електоратот е по-релаксиран како и партиските активисти и самите партии во тоа како ќе им пристапи на изборите и како гласачите ќе гласат и како самите партии ќе логистички или ќе го администрираат тој процес. Мислам дека ќе помине, очекувам да помине генерално мирно, нели, фер. Од аспект на резултати, бидејќи влогот е голем кај сите партии. Од аспект на резултати, знаете, ВМРО до сега апсолутно ја доминираше локалната власт во Република Македонија и заедно во содружниство со централната власт, апсолутната власт нели апсолутно корумпира. Така да сметам дека во тој дел релаксирањето веќе се случи, централната власт не е во раце на ВМРО, локалната е доминантно во тие раце. Сметам дека секој исход кој што ќе овозможи балансираност некаква од аспект на управување со општините, ќе ни донесе некаква балансираност или оние checks and balances во делот на практикување на власта и управување со јавните финансии на централно и локално ниво. Може би идеолошки тоа е непожелно, меѓутоа политички е на некој начин практично. Добро, Тахири. Повеќе во вторава од аспект на резултатите. Да. Është shumë jo falëndëruese në këtë situatë që t'jepen parashikime, por ky është rreziku i daljes son këtu. Vlerësoj që ajo që ishte fushat parazgjedhore, atmosfera e përgjithshme, ndoshta intensiteti i tubimeve, energjia që përçohej tek elektoratit, konsideroj që tek bloku Maqedonas ka një epërsi e cila mund të them që është e dukshme, është ndoshta edhe e matshme, anketat e vërtetojnë nga ana e LSDM-s ndaj VMRO-DPMN-s. Këtë dëshmojnë edhe komparacionet që mund bëhen me rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe vlerësoj që nëse bëhet analiza konkrete e rezultateve në çdo njësi zgjedhore, pra të zgjedhjeve parlamentare, dhe pse normalisht ne dim që këto janë zgjedhje lokale dhe nuk do të kemi votim direkt, strikt
të votuesve për partinë politike, sepse këtu mund shpesh në zgjedhje lokale të vendoset edhe për individin. Por, sa i përket disa qyteteve më të mëdha, sidomos nëse flasim për Shkupin dhe disa komuna që mund të përmenden, siç janë komuna e Karposhit dhe ndonjë komunë tjetër, siç është për shembull komuna e aerodromit dhe disa komuna siç është ajo e qendrës, mund të shihet se ka epërsi e cila është jo vetëm e sofistikuar, por është shumë transparente e LSDM-s ndaj VMRO-DPMN-s. Edhe për një arsye tjetër, sepse LSDM-ja dhe koalicioni ka udhëhequr me qendrën, ndërsa kandidati i Karposhit nuk është antari i VMRO-DPMN-s, por është antari i koalicionit, është i partisë GROM. Dhe betejë kryesore do të zhvillohet në Shkup. Unë konsideroj që në Shkup, në kryeqytet, do të zhvillohet një betejë e rrept, të cilën në fund do ta vendosin shqiptarët. Sa i përket qyteteve tjera, konsideroj se Manastiri, Ohri, ndoshta po them edhe Shtipi, do të jenë ato pikat kryesore në cilat nëse fiton LSDM-ja dhe Kumanova, gjithashtu ku fitorja e LSDM-s është gati punë e kryer, mendoj që në këto qytete do të përcaktohet fituesi i zgjedhjeve lokale. Nëse flasim tek bloku shqiptar, vlerësoj se betejë kryesore do të zhvillohet në Struk, në Gostivar, normalisht edhe në Çajër dhe në Tetov. Prej tani do të mund të japim vlerësimet se kush kalon pak a shumë rezultatet mund të parashikohen se kush kalon në raundin e dytë. Gjasat e partive politike në këto qytete janë shumë reale dhe do të kishim thënë që fakti që ne kemi një koalicion i cili është midis LSDM-s dhe BDI-s, pavarësisht qëndrimeve tona se është parimor apo jo, kjo i garanton një përparësi partisë Ahmetit, sepse ne kemi në anën tjetër parti tjera të cilat me forcat e tyre, siç është Besa dhe Alianca, marrin pjesë në zgjedhje, por kjo nuk do të thotë asgjë, sepse vetëm këtu dhe do ta përfundoj. Votuesit e LSDM-s, sidomos në Shkup dhe ndoshta edhe në Tetov, nuk janë votues të disiplinuar, për dallim nga votuesit shqiptar të BDI-s ose votuesit tjerë, të cilët mendoj se do ta dënojnë Koce Trajanovskin në Shkup dhe do të mbështesin kandidatin e LSDM-s. Да, само да искоментирам на ниво на град Скопје можните исходи, бидејќи тоа е сепак главната награда на овој надтевар политички. Последната анкета на Ен Проспект на топ тема утврдува дека е 3% некаде процентни поени разликата помеѓу Шилегов и Коце Трајановски за сметка на Шилегов. Тоа е многу мала разлика. Мора да се имаат неколку моменти во предвид. Прво е недисциплинираноста на социјалдемократскиот електорат на некој начин, кој што не знаеме во колкав обем навистина ќе излезе од оние што рекле дека ќе имаат поддршка. Имајте на ум дека кај македонците 37% само го поддржуваат Шилегов, додека 42% се за Коце Трајановски. Некој ви го коментира на тој дел Трошановски дека математички е чудно како ова заостанување на Шилегов може да го надоместат албанските гласови, толку големата разлика кај македонците. Има и голем дел на неопределени одговори исто така. Кај албанците, по друга страна, би навлегувал во математички дебати. Добро, но бидејќи го споменавте, па знам дека некој го коментира. Додека кај албанците е прилично доминантна поддршката за Шилегов. Од друга страна, старосно гледано, оние до 30 и оние од 30 до 40 години го преферираат Шилегов. Како стареат гласачите, тие се за Коце Трајановски се повеќе. И руралните делови се повеќе за Коце Трајановски.
Младите гласачи не се стабилен електорат, не е секогаш известно дека ќе излезат да гласаат. Едно е како го изјавуваат, друго е во пракса дали излегуваат да гласаат. Значи имаме неколку варијабли тука кои што оваа навидум предност колку да е мала на Шилегов ја проблематизираат и ја оставаат во доменот на голема неизвестност. Да, само кратко. Да. Domethënë një fjali. Шилегов në raundin e dytë, domethënë hyn si kandidat i cili ka mbështetjen e BDI-s dhe normalisht edhe të koalicionit të LSDM-s, por nuk do të harohet edhe një gjë që në zgjedhjet e kaluara ka pasur shumë votues shqiptar në komunat shqiptare, siç është domethënë komuna e Sarajit ose në komunën e Çajirit. Pra, përveç këtyre votuesve, ne duhet të ashtojmë në aspektin kuantitativ këtyre votave edhe votat e BDI-s. Nuk po them se të gjitha, sepse votim grupor, votim masiv partijak me vota në valigje, nuk do të kemi. Megjithatë, unë konsideroj që e përsia do të jetë këtu. Prandaj po them që shqiptarët do ta vendosin se kush do të jetë kryetar i Shkupit, sepse nëse merret parasysh kuantumi i votave të LSDM-s dhe i votave të shqiptarëve të cilët kanë votuar LSDM-n dhe i ashtojmë edhe votat e BDI-s të cilët kanë qenë në Çajir, në Butel, në Karposh, sepse shqiptarë jetojnë edhe në lagjen e Res, në Saraj, ku është një kuantum i madh i votave dhe mendoj që betejë këtu do të zhvillohet dhe shqiptarët prap do ta vendosin, sepse ka një gjë. Koce Trajanovski si kandidat i VMRO DPMN-s ka tentuar kohëve të fundit që të bëjë disa projekte, është një rrugë kryesore e cila është e pambaruar dhe në fund të mandatit nuk realizohen projekte dhe nuk përfitohen votat. Не знам колку се сеќавате на последните локални избори во гласањето за град Скопје, единствената општина во која што Јани Макрадули имаше повеќе гласови од Коце Трајановски беше Чаир. И тоа во сосема други околности. И тоа е лесно проверливо. Беше интересно, одскокнуваше и затоа и го паметам како податок. Трошановски, колку епилогот генерално од локалните избори може да влие на динамиката за тоа што ќе се случува на ниво на стабилност на влада, на евентуални нови предвремени избори по локалните избори, па и тоа што ќе се случува во главната опозицијска партија. Губење на гостиварската трка за Алијансата на албанците сериозно ќе ги ослаби незините позиции и може да ја дестабилизира на некој начин владата, бидејќи тоа е мало камче што може цела планина да ја помести. Од друга страна, победа на локалните избори на страна на ВМРО, иако што тоа значи победа, никој до сега не го дефинираше, ако презема повторно освојување на големите градови, тогаш и тоа го третираме како победа, тогаш се разбира дека легитимитетот на кој што ќе отцрпат за себе кандидатите на ВМРО ДПМН ќе се пренеси во политички барања за предвремени парламентарни избори, како што и впрочем беше најавено на неколку наврани лани. Предпоставам ќе се бројат гласовите што ќе се добијат на советничките листи. Да. А и тука на ниво на Скопје и другите градови, да речеме, е многу мала и неизвестна исто така разликата. Моментот е психолошки, се разбира, тоа формално не повлекува никаква одговорност никаде, меѓутоа за повторни избори и слично, меѓутоа бидејќи залогот е таков и многу е нестабилна оваа коалиција, остојување мнозинство на другата политичка опција, односно опозицијата, ќе стави сериозен притисок за превремени парламентарни избори. Од друга страна, тоа па само дополнително би ја зацврстела позицијата на СДСМ и актуелната коалиција, доколку нивните кандидати ги освојат главните градови. Може тоа да ги мотивира за предвремени избори? Во зависност од тоа колкава би била победата. А дали победа евентуално не би значила, како да кажем, нагласување и продолжување на тие трендови кои што би ги покажале локалните избори?
Во која смисла? Па, очигледно е некаква цикличност во однесувањето на гласачите, нели? И мислам дека тоа ќе го посведочиме сега на овие локални избори. Има еден клиентелистички однос на дел од гласачите. Тие сакаат да се приклонуваат кон власта, па во таа смисла, ако СДСМ евентуално освои повеќе гласови од ВМРО ДПМН, дали тоа само ќе нагласи драмата и ќе продолжи драмата во ВМРО ДПМН, а ќе значи продолжување на медениот месец на СДСМ, независно од резултатите дури и на владата. Да, дефинитивно тоа е така, иако очекувањата дека ослободување на спрегите во општеството на клиентелизам, односно за стравот кај луѓето од реваншизам од страна на ВМРО, овие анкетни резултати не го покажуваат драстично. Горе-доле балансот на силите е многу сличен како пред декември. Како пред декември, да. Тахири, вие што мислите за последиците од епилогот од овие локални избори? Unë konsideroj që nëse LSDM-ja arrin rezultat mirë dhe që ta sqaroj se çfarë mund të jetë rezultati mirë. Kruciale do të jetë Shkupi. Nëse LSDM-ja arrin fitore në disa qytete të mëdha, të cilat i përmenda, dhe fitoria evidentohet në Shkup, ne vitin e ardhshëm do të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nuk mund ta supozoj, por konsideroj që maj do të jetë muaj ku do të mund të bisedohet për këto zgjedhje. Gjithashtu, edhe nëse ka rritje të elektoratit të BDI-s edhe BDI-a do të jetë shumë interesuar që shkojnë në zgjedhje për ta efektuar rezultatin që do ta merrte në zgjedhjet lokale, kështu që zgjedhjet parlamentare mendoj se janë të pashmangshme. A do të thotë kjo që fitoria eventuale e LSDM-s është jo vetëm garancë për legitimitet më të fortë edhe në pushtetin parlamentar dhe qeveritar, unë konsideroj se po, megjithatë ne dim që gjithë këto vite kemi qenë në krizë dhe mendoj që për të arritur një qeverisje stabile duhet ketë një shumicë parlamentare e cila duhet jetë më relevante edhe në aspektin kuantitativ, për shkak se 62 deputet po shihet se nuk po sigurojnë stabilitet parlamentar. VMRO DPMN-ja nuk do të jetë në gjendje që të imponoj zgjedhjet parakohshme parlamentare. Ќе видиме тука ќе има многу вагање веројатно и од аспект на аспирациите за почеток на преговори со ЕУ, па што во таа смисла би значеле предвремени избори, дали би на начинале, би прекинале таа некоја динамика која што ќе се очекува од новата влада, прашањето за името и така натаму, но добро, затоа по локалните избори веројатно и добро по нова година. Благодарам многу што вечер бевте до 360 степени, помалку почнува изборниот молк, па да се придржуваме кон тие правила. Благодарам уште еднаш. А до крај на емисијата имаме време да одгледаме и саботажата на Сречко Поповски. Оние што придонесува земјата да добие третман на темен балкански вила е тие кои што во црно ги завија медиумите, правдата, политиката. Непримерно се нудат себе си како штекери преку кои ќе се запали тоа што тие го изгоре, ама за фолот да биде уште поневкусен, со класично плагирање на кампања и тоа таа посветена на нешто сосема друго. Посечи живот. Доаѓа време на темнина. Пуштете ја светлината во Македонија. Кој штеди има. Подобноста на копијата се огледа исклучиво во пораката со оглед дека веројатно не постои човек со честни исклучоци, кој освен неколку теми начелници на ВМРО ДПМН е толку способен домаќин за да толку многу да заштеди, поуште и да дели лекции за тоа како секој треба да размислува за еднината, особено ако цела една деценија неприкосновено бил владетел на сегашноста. Ние размислуваме 10 години однапред. Ние размислуваме 20 години нанапред. Може би перспективите ќе беа други ако на визионерите не им се случеше проблем со бравата. Тие што во своите раце го држаа калаузот со кој слободно ги отвараа вратите кои ќе посакаа да им бидат ширум раскрилени. Наеднаш се соочија со ситуација во која клучалката им остана празна.
За кои причини го земале клучот, јас не знам. Што сакале да направат со клучот, не знам. Јас имав и други клучеви да го заклучам станот, но оставив така како што е. Како и овој стан, така и правдата се уште останува незаклучена. Иако за прв пат по подолго време, ама не украден, тој се наоѓа во вистинските раце. За него, конечно мора да се најдат луѓе што ќе ја сватат кваката и со браварска услуга ќе изрежат нова шифра за декодираната врата на неправдата. Инаку, како што се тера, ќе продолжи вообичаеното возење во погрешна насока. Зошто ќе се чека на пуштање на автопатот до година, кој инаку е готов, од владата нема конкретно објаснување. Дека делницата е готова и по неа може да се вози, сведочат и видеозаписите кои се објавени во јавноста. Ова сведоштво сведочи за мистификација која лажно се продава како вистина, иако таа е и повеќе од очигледна. Исто како и депласирањето на тезата на еден од кандидатите за градоначалници на Чешиново Блешево, дека тоа за малку ќе станело туристичка мека, само ако атрактивните штркови не останале без јадење. Може би проблем сега е тоа што поради нарушени еколошки состојби ги нема жабите, а се знае нема што да се храни штркот, меѓутоа веројатно е тоа некоја перспектива. Од таква жабја перспектива се изгледа едноставно и надежно, особено ако некој си умислил дека развојот на општината е детерминиран од датумот на раѓање, па среде есен најавува дека некому ќе му запролети. Бидете убедени дека општина Струмица овој пат со помоши на централната власт ќе цвета како мајско цвеќе. Затоа што јас и Коста Јаневски сме родени во месец мај. И на крајот, ниту пролетната убавина не бива без малку козметика. Да, ние сега пред емисијата се шминкавме со господинот Бошварски. Тоа е шминка, а другото беше работење. В недела ќе дознаеме кој ќе се црви, а кој ќе црвене. До тогаш, секој може да ужива во шминкањето на реалност. Саботажата и другите содржини се достапни на веб страницата 360stepeni.mk и на Facebook и на Twitter. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме в понеделник во 22:30 со анализа на тоа што донел претходниот изборен ден. Пријатно.